Замина и септември, а социјалните станови во Струмица останаа нераспределени. Најави од Министерството за транспорт и врски имаше дека средината на септември ќе се распише огласот по трет пат, а становите конечно ќе ги добијат новите станари. Според систематизацијата која беше коригирана, идните станари треба да бидат самоохрани мајки, деца без родители, родители на деца со попречености, корисници на минимална загарантирана помош, лица погодени од елементарни непогоди, припадници на ромска заедница, кои се и социјално загрозени. Денес ги контактиравме од Министерство за транспорт и врски, кои беа децидни дека наскоро ќе се распише огласот. Во моментов се формирала специјална комисија составена од представници на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски. По незиното формирање ќе се распишел и огласот. Оти тие ќе треба да одлучуваат дали и кои ќе ги добија новите станови. Првиот оглас за 37 стана во новата зграда на излезот од градот беше распишан почетокот на февруари минатата година, а јуни го поништи. Оти од 80-те пристигнати апликации, само 20 биле со комплетна документација. Граѓаните кои сакаа и ги исполнуваа критериумите за аплицирање чекаа нов повик. Новиот повик Министерството за транспорт и врски го распиша после цели 8 месеци, па така на 19 февруари во оваа година со коригирана категоризација распиша нов оглас. Набрзо и после вториот повик истиот беше повторно поништен. Образложение тогаш беше дека немало интерес. Само 20 апликации биле пристигнати во Центарот за социјални грижи во Струмица, а најголем интерес имало од самохраните родители. Појаснување имаше и дека нема да биде коректно од страна на Министерството ако ги додели само тие станови, а ќе треба дополнително да објавува оглас за само 17 стана. Па така, не беа прифатени за важечки они 20 апликации кои ги исполнуваа не само критериумите, туку и имаа уредна документација. И додека Министерството за транспорт и врски реши кога повторно ќе го објави огласот, становите на Ѓорги Василев ќе си ги чекаат ините сопственици да комплетираат и повторно нова документација. Оти пак старата има важност само 6 месеци.